Денешниот празник преподобен Иларион Велики. Денеска во Штипската населба Железничка се одбележа на местото каде веќе е започната изградба на истоимена црква. Жителите од оваа населба се задоволни што во близина ќе имаат црковен храм каде ќе можат да ги остваруваат своите верски потреби. Воедно денеска со блага погача и други обичаи се предаде кумство на новоизбраната кума на црквата во изградба Иларион. Денес е убав ден за нашата населба, значи јас сум кумата, еве кумството го предаваме на новата кума, нека е честито. Значи целта ни е да ова светилиште биде најубавото на влезот од градот. Бидејќи ова населба е млада и се шири и ни е потребен ваков храм. Со Господ напред. Мило ми е што се нафанав да бидам кума ова година, тоест наредната година, и Господ нека дава здраве и среќа, берекет и се најдобро. Градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, кој денес беше со граѓаните од оваа населба, најави дека општината работи овој храм да биде изграден во најскоро време и дека Штипската околина е богата со православни цркви. Камерата веќе спремен во Пробиштип, ние треба да обезбедиме општината транспорт, да се дотера до овде. Материјали ќе обезбеди нешто општината, мајсторите ќе ги плаќа еден приватен бизнисмен, сместување ќе им најдем на луѓето овде, бидејќи тука треба да останат тие луѓе, тие се од нашите западни краишта и се надевам живи здрави дека до крајот на годината треба да почнеме со работа, едната година сигурно, и овде да никне безпрекорно убав храм. Како што е да речеме Богородица Покровите, како е Свети Константин Елена, како што е Свети Илија која ќе осветиме во недела во Три чешми, како што е Свети Димитрија во село Селце, која е веќе завршена комплетно, направена, еве сега завршени работи ги работиме тамо, како што е Свети Архангел Михаил во село Горачино, Свети Кирил и Методи се гради во населба Баби, моментално се гради Свети Димитрија во ново село, така да градиме некаде над 10 цркви, Свети Иван Рилски ја градиме во село Шаварлија, таа веќе при крај. Како што рече градоначалникот, во недела во населбата Три чешми ќе биде осветена и црквата Свети Илија.